Дојде прочка и помина. Вела дека само Господ простува, ама некако читајќи ја Библијата констатирав дека Дедо Боже или Аллах или Буда, кој да е, или ако сакате наречете го врховното суштество, фактички остава за после, а не простува. Така според Библијата им го нашол крајот на илјадници кои ја заебале работата. А ѓаволот кој треба нели да е на оној лошиот, некако е тенок со резултатот. Неговите се бројат на прсти. И некако кога ќе се случи лоша работа, која го погодува некој кој според јавноста се огрешил од Божјите, но од земјите закони и заповеди, истата таа јавност тоа го нарекува како карма или Божја казна. И сите го споминуваат Господ, ете Господ ќе му врати, ете гревот не се заборава, ова му е поради ова, поради она. Некако сите се повикуваат на Божјата правда, нели ако ја има воопшто во универзумот. И никој тука не го споменува ѓаволот или Сотоната или Луцифер, ако сакате, оној лошиот тип со кој нели другарувате кога правите лоши работи на штета на својот народ и државата. Намерно реков на штета на себе, затоа што не постои криминалец и предавник кој мисли дека лошите работи си ги прави на себе. О не, Боже, пази, нема таков. Криминалците или се убедени дека се најпаметни, тоа се оние социопатите кои веруваат во тоа што го прават, или се сребролюбци, кои мотивирани од парите и моќта велат, а уште овој пат, не е страшно, а уште овој пат и така додека длабоко не заглават во криминал и предавство. Или во комбинација од двете состојби. И после на прочка објавуваат обично религиски извинувања од типот Господе прости ме ако сум сгрешил, убедени дека со 100 кила катран и пилешки перија на себе се перат со ладна вода нели од црква. Се перат ако имаш на располагање 1000 години да триеш ко ненормален и да останеш без ногти, ама во реално време да ги испереш гобнариите ти треба малку повеќе труд отколку еден пост на прочка. Некои од големите апаши и битанги одат дотаму што собираат пари за црквата. Нели ви е познато оној лик, еден капиталец кој што вежбаше аритметика во еден документарец, па после со дел од тие пари нели ги поткупи судијата, па стана премиер, па останатото е нели историја. Тоа е во тие кои Господ ќе ги третира со одложено дејство. Освен ако земјината правда не ги собере како ураган топтан, па да ги отфити за сите гревови кон својот народ и држава. И за парите нормално. Дел од тие големи верници градат цркви каде што ги градуваат нели дел од своите пари украдени од својот народ, мислејќи дека така ќе си ги избришат гревовите и ќе си ја смират совеста. Што нели по времето на транзицијата си ги присвоиле фирмите, отпуштале работници, станале милионери, си ги презеле овие бизнис конекциите со странските земји што ги имала фирмата кога не биле собственици на неа. И сега мислат после 20 години и направени 500 милиона или милиарда евра дека сега ќе направам една убава црквича и така ќе се отфитам кон Господ, Господ ќе ми прости и совеста ќе ми се смири и ќе можам барем една ноќ да преспиам убаво и мирно. Гревот бара жртва, а жртвата не ја бираш ти, туку пак некој трет. Дали било тоа карма, Господ Аллах или случајност? Мислам, што реков сега, случајност. Да, дали знаете дека Божјата правда има и уште две имиња? Едното е случајност, а второто е поблиску до првово и се нарекува судбина. Но судбината е некаде помеѓу случајноста и Божјата правда, така да никогаш и не се знае што е што. Оставено е на народа да толкува, дали ако крадеш или лажеш или си предавник ќе те стигне Божја правда или случајно ќе наебеш, или судбината ти било пак да наебеш. Овие кај Буда велат карма. Ако усереш нешто, кармата ќе те стигне и готов си. Тука имаме проблем. Ако кармата трга да сјебе све што, нели, е должно оваа северна вокојебина, па тоа ќе биде погром, бе. Тоа ќе биде апокалипса. Многумина уживаат овде во плодовите на предавството, многумина се обогатија поддржувајќи го предавството. Цела една елита, групација на луѓе и нивни поданици. Ајде да видиме дали ова воопшто функционира. Еве ви еден глуп пример.
Германците во Втората светска војна ја поробија цела Европа и дел од Африка, убија милиони луѓе директно или во концентрацијски логори, ја изгубија војната. Дали беа казнети? Не! Напротив, Америка им го спроведе Маршаловиот план, ги крена од пепелот, повторно ги направи светска економска сила, ги собра пола нацистички водачи и повеќе, што беа во режимот на Хитлер, што учествуваа во разни воени злосторства, ги собра како научници, како шефови на Гестапо, си ги извлече во Америка, им даде тамо работни места во НАСА, во ЦИА, во МИА, по разни други институции, големи фирми, директори, General Motors, ова, она. Нема карма, бе. Нема Божја казна. А судбината им се наклони. Затоа што им се наклони Америка. Америка ви доаѓа како судбина. Според разни податоци кои можете да ги најдете на интернет по завршувањето, по ослободувањето на Германија 45 година, советските трупи вика ја силувале 4 милиони германски жени, а сојузничките, за кои податоците неуспешно се кријат, од прилика уште толку силувале. Значи, самото злосторство кој германскиот народ им го направи на другите народи, како одговор на тоа злосторство доби друго злосторство. Вратка, шо викаат. Мажите беа или убивани, или под стрес и никогаш немаа деца, а преку 8 милиони бебиња родени во периодот од 45 до 48 година беа со изменета генетика англосаксонска или руска. Тоа го прави злото, враќа со друго зло. Многу лош пример на тоа е. Германскиот народ од чистата раса на Хитлер, нели како ужасна идеја беше, тоа стана една од најмешаните раси во Европа, сигурно. А може и во светот. За која е пак крив господин Адолф. Така и со нашиве предавници ќе биде. Нешто као кармата ќе ги најде. Ја викам подобро да ги затворат и да им ги одземат парите, отколку да ни ги дадат да ги пучиме. Наебење се навикнати од странциве, ние може, мушки ќе го издржат, ние може да ги напучиме малку, така поселски. И да се фалат после да ви кажам, јеби га, македончани на Господ не му простува. Абе, каква прочка, какви бакрачи, ќе ве напучиме! Си размислувам денојве што црна чума се зададе што не ги исели младиве од држава. Дали тоа е убавината на живењето во европскава вукојебина на таче? Дали е тоа влегувањето на Западот од страна на УЧК од Западна Македонија? Дали тоа е бугарската упорност да ни го вкара българскиот происход? Или кварни беа нешто тоа српските вакцини што ни ги ушикаа гратис кога се потепавме да одиме на тоа пелц турист викендот у Врање? Не можам да доакам која убавина не остаи тука нас малцинството без пари и пасоши, без име и презиме, без јазик, без бор, а и пломбите стари веќе почнаа да ни паѓаат, а пари за нови нема. Кој тоа не проколна, кој тоа ни фрли клетва зајак да не предаде, Чурка да ни биде премиер, Орел джигерите да ни ги зеде, дупли Орел, нели, ко дупли близнак, Мунгос да ни биде председател, а и Квиско, а ние наместо да бидеме лавови, да си траеме ко овци стрижени, додека не стрижат и бричата наскоро ке ни го тргнат и сатарот, зашто ако подостариме уште малце нема да може од нас ни компир манџа или такозвана јанија да се направи. Ние останавме држава на старци, вампири, пензионери, врколаци, или како веќе сакате наречете ги овие зомбиве што секој ден тумараат на релација Кам Стокомак. Остана најголемите љубители на лажгите на Заев и 40-те разбойници, тие кои слепо му веруваат додека тој и неговите лапаа милиони, а тие Мацка, Лукче и Солца и му се радуваа на секој пара лажа што ќе им ја продадеше
на вториот дневник, бидејќи се тупави и не знаат да отворат интернет и да видат што е вистината. Ео тие вампирчичи станавме бивша Југословенска република гериатрија. Држава на болни пензионери на кои не им беа доволни пензиите и бесплатните бањи на грујо, туку се искинаа да го донесат на власт Муртинезерот за да им ја укине радиодифузната такса. За да потоа и нив и нас не укине комплет. Туто комплето. Туто. Прво, од правото на живот со короната и неговото тендер здравство, па до укинување на државата, народот, името кој потполно ги предаде на ДОИ и нивните експерти за земање на се што е туѓо на 1001 начин. Не ми треба статистика да ми каже колку млади се оцелиле, ама доволно е да видам што има на телевизија и на социјалните медиуми, кои вампириве нели ги поднаучија од како го гласа Нобеловецов во 2 циклуси. Погледнете ги порталите, што се случува на порталите. Ние да нема нормална реклама. Ние да нема, не знам, реклама за магичниот волшебник кој ќе ви ги чисти прозорите, овие прозорците, така што нема да фатат прашину наредни 2 месеци, лавабото што ќе ви ринглите што ги... Нема више такви реклами за овие суперхерои што чистат рингли, стакла, подови, детерџент за машина. Нема такви. Све измами за изветрени генерации гледаме по порталите такви реклами. Се некакви илјачи кои треба да ги извадат паразитите од тебе. Бактериите, црвите што ги имаш. Да немаш дрскајца да не де вати. Оди ако де вати дрскајца, тоа е се современиве паразити. Твоите нема да можат дома 5 дена да влезат. Се некакви грозни слики за некои распаднати ногти на нозе, некој... Сите болести се сведуваат на паразити. А нема да ви кажам други паразити. Нема такви паразити како што се овие на власт, што беа овие последниве 6 години. Потоа гледаме по порталиве реклами за креми за болка, за рбет, за се што те болело и ќе почне да те боли. У иднина тие прорекуваат иднина. Земи го ти ово, ти кај дај, ќе почне да те боли овој грзот. Хемороиди, да, лечат и хемороиди. Има и такви што само се рекламираат, те буби вака и лечи хемороиди, тие се рекламираат на тие порталите. Потоа имате реклами за Виагра, афричка шлива, тоа све за надрвуење, да ти го надрви, да го надрви. После дојш надрвен. Тоа златни метак, разни куродрвки кои на пензионерови им помагаат кога бабата ќе се избања и ќе им даде во недела. Мислам, ќе им даде локум и кафе у недела, нели да се заблажат, а за друго тешко дека ќе може да му даде со политикиве натаче. Кај се бе оние златни југословенски времиња кога се рекламираа погребни предпријатија како Мирен сон, за еден помалку, поглед кон иднината, пушењето убива, на вистина, конечно одморени, Фајрон, последното такси, чао, нема да се видиме, и други иновативни имиња посветени на гериатриската генерација која тогаш си одеше поред како што треба, нели, некако оваа гериатриска генерација која го реализираше сонот на сите македонци во една држава. Нормално, таа држава се вика Германија, не се вика Македонија. И сите овие кои како млади се колнеа во црвените марами и плукаа по Господа тепајќи ги своите деца дека тој не постои, сега станаа транзицијски верници кои веруваат во богот на лагата, Зоки, и богот на глупоста и крадењето, Таче. Веруваат дека Зоки ќе им донесе комуњарско општество во кое тие ќе продолжат со својата исконска омраза кон ВМРО и ќе добијат се на тацна. Ама Зоќе не беше Тито, а да беше за време на Тито ќе скапеше по затвори за стопански криминал, ама на кого се тоа му го кажеш? Децата ни отидоа млади доктори, инженери, медицински сестри, готвачи, конобари, шофери, а вие господа гериатријанци, шо правите? Добри сте, супер сте, шо правите? Инако како денеска тоа јогуртот
забајле по парчето, ви го лапнате по парче, ако го лапнате. Па правите редови во Камис Токомак, правите редови по амбуланти, ама тамо веќе нема кој да ве прегледа, поштари нема добро утро да ви кажат и пензија да ви донесат. Сега немате ни пасошни лични карти, немате бесплатен автобуски превоз, немате бесплатна жичара на водно, на бањање одите само ако заврне, па ќе излезете надвор тука, па малце ќе се облечете, да заврне. Седите како утки и чувате кучиња и мачки, затоа што и внучињата ви заминаа со синовите и ќерките во туѓина. Па да ви кажам сега нешто, ако сега отидете на избори и заокружите за СДС и ДУИ, и кучињата и мачките ќе ви избегаат за Германија или за Австралија. Австралија на печалба. Австралија, земјо далечна. Како не ги прибереш сите македонци, Австралијо? Овде не остана парче земја за нас, кутрите, излажаните, напудените, понижените, навредените, робовите, кои за 5 пари плукнаа на сите завети на македонските наши прадедовци. Австралијо. Да се вратам на кучињата, на пензионерите. И кучињата ќе го остаат, затоа што кучињата имаат многу јак мирис. А вие ќе мирисате на предавство, затоа ќе избегаат од вас. Ако заокружиш за СДС, за ДУИ, кучево, кој ќе доеш после гласање, вака, кој ќе те мирисне, корнеш на предавство. Ги рече, ај, отидов ја за Германија. Кучешки пасош полесно се вади. Не, кој е за луѓе пасоши, куче одмак извади пасош. Затоа не го мразете оној кој бесплатно ве бањаше во бањи со полн пансион, почнете да го мразите оној кој ве избања на суво и децата ви ги избрка. И без пансион со цени зголемени тродупло. И внуците ви ги брка полека, затоа дајте барем кучињава да гледате да ви останат. Мачките и онака ќе гласаат за ВМРО. Пошто мачката е попаметна, знае, мачката може да предосети кој ќе победи, ќе си гласа за него. Памет у глава, избори се ближат.